најава за бура или на бура е ова денешна проповед. Не е секако прогноза за времето. Насловот е земен или поземен од едно дело, од еден од томовите на мемуарите на Винстон Черчил. Тој, нели знаете, бил премиер на Британија за време на Втората светска војна и по завршувањето на војната ги губи изборите, ја губи премиерската позиција и како секој западен државник, деновите во пензија ги поминува на пишување на мемуари. Така прават западните политичари. Нашите овде, кајако добиваат кабинети до крајот на животот и пензии, ништо не пишуваат, не знам што прават по цел ден. Некои веројатно пијат виски, другите не знаеме. Како и да е. Черчил во првиот том на шестомната колекција на мемуари, првиот том се вика најава за бура и го опишува периодот од 22 до 40, тоест период меѓу двете светски војни, прави некои анализи и заклучокот таму во тој прв дел е дека таа војна можеше да биде избегната ако, како што тој се изразува, луѓето што говорат англиски говореа помудро. И навистина, многу војни, многу конфликти можат да бидат избегнати доколку говориме и размислуваме помудро. Меѓутоа има конфликти, има бури кои не можеме да ги избегнеме, некои се неизбежни, некои се и неопходни. И што е да правиме, колку и мудро да постапуваме, да збориме, опозицијата од противникот не можеме да избегнеме. Зашто самиот Христос во Марко, кога ги поучуваше учениците, во 13 глава им рече: ќе бидете мразени, ќе бидете судени, ќе бидете затварани, ќе бидете гонети заради моето име. Исто така им рече на учениците јасно: гледате дека мене ме мразат, и ако мене ме мразат и ме гонат, и вас ќе ве гонат. Тоа го вика во Јован 15 глава 20 стих. Сега, изучуваме книгата Дела на апостолите. Ги видовме првите 3 глави. Сега сме 4 глава. И во тие почетни 3 глави нема никаква најава за непријателство против христијаните. Сликата, како што Стот пишува во овој коментар, во тој дел, сликата е идилична за црквата. Црквата просперира, и кога говорим просперира не во материјална смисла, туку духовно, постојано се зголемува бројот на луѓе кои веруваат. До тој момент веќе има или 5 или 8.000, не знаеме точно. Христијаните живеат во почит, тоест останатите во Ерусалим гледаат со благонаклонетост, со голема почит кон христијаните. А тие се собираат, го изучуваат Словото, заедно се на Господната трпеза, вечераат заедно, го слават во радост Господа. Се е прекрасно. И ништо не навестува дека може да се случи нешто поинакво. Меѓутоа, овдека сега, од оваа глава, гледаме како се насобираат облаци. Имаме најава на бура, која се уште во 4 глава само најава. Облаци, а понатаму, ако нели во 4 глава тоа апсеник е така на крајот наивно се ќе излезне, понатаму ќе видиме дека ќе се стигне дури и до убиство и црквата ќе се распрсне и ќе биде гонета. Ајде се подсетиме кај застанавме минатиот пат. Петар и Јован еден ден, некој ден после 50-ница, не знаеме, некој попладне, часот е 3 попладне или 9 час, одат кон храмот, каде што, гледаме од 2 глава, се собира црквата. Раната црква, тие 3000 души што поверувале, се собирале во храмот, таму големо место, и по куки се собирале во мали групи, кај што делеле вечера, биле заедно на тие агапе вечери. И Петар и Јован одат кон храмот во време кое е за попладневната молитва и жртва. Таму на влезот на некоја порта наречена Красна има еден просјак кој цел живот е таму, повеќе од 40 години, е стар, роден е како сакат човек
проси, бара милостиња и од Петар и Јован, и тие застануваат, го погледнуваат, му велат погледнете во нас, и му велат немаме пари и сребро, но ќе ти дадам она што имаме, во името на Исус од Назарет стани и оди. И пишува дека човекот, кој цел живот бил неподвижен, наеднаш, зајакнуваат неговите нозе, зглобовите му се црстуваат, и тој не само што станува, туку и скокнува, и почне да скока. И како што одат Петар и Јован во храмот, влегуваат, тој оди, скока по нив, вика од радост, го слави Господ. И тоа привлекува внимание, нели во таа, представете се, во соборниот храм, Свети Климент Охридски, додека собрен таму сите кој пали свеќе, кој става паричка, најнаш влегува некој почнува да вика и да скока. Тоа е ситуацијата во храмот, тоа го привлекува вниманието на луѓето. Се собираат и можност Петар да ја каже втората проповед, завршува, ги повикува на покаяние и гледаме веќе дека е приквечер, веќе наредниот стих ќе видиме, наредниот пасос, веќе е приквечер. Значи тоа почна во 3 часот, проповедта, сите тие работи и може веќе станува 6 часот вечерта. Значи дека се таму, за сето тоа време, за тој настан разбираат, се шири веста, доаѓа до ушите на, и се тука Лука ни опишува кои се таму, некаква групичка доаѓа да ги апси апостолите. Таму се свештеници, старешината на храмот и садукеите. И од потоа што следи во вториот стих, очигледно дека вниманието најмногу е привлечено од садукеите. А онај што групата ја води на старешината на храмот, во оригиналниот текст е само еден збор стратегос. Тој се вика стратегос. Тоа е неговата титула или чин. А стратегос означува командант. Тоест, командантот на стражата во храмот. Во храмот римските војници не можеле да влегуваат, им бил забранет влезот, но мора, како во секој јавно место каде што доаѓаат многу луѓе, да има полиција. Обезбедување, евреите си имале свое обезбедување, своја полиција, и тоа е всушност шефот на полицијата во храмот. Сигурно си има и некој околу со себе неколку од стражарите, од обезбедувањето. Тоест, очигледно дека целта е апсење на тие луѓе. Кој е поводот? Садукеите. Зашто тие се огорчени што го поучуваат народ и навестуваат воскресение на мртвите во името на Исус Христос. Ајде сега да кажеме нешто за садукеите, кои се водачи на таа група. Садукеите се и духовната, и социјалната, и политичката елита во Ерусалим. Тие се аристократи по потекло, богати луѓе, во исто време и се теолози, тоест и се свештеници, а исто така се опортунисти, соработници на римската власт, блиски се до римската власт. Во тоа време два главни свештенички ордена на фарисеите и садукеите. И едниот и другиот, нели, имаат свештеничка служба. Фарисеите се конзервативните, кои се против власта, тие не одобруваат римска власт, додека садукеите пак се соработници, зашто сметаат дека Рим обезбедува мир во тоа невралгично подрачје географско. Боре барот, нели, Јудеја и така натаму. Така тие се соработници. Исто така, подосно 23 глава во книгата Дела се опишува повеќе за нивното учење, тие не веруваат во надприродни работи, како ангели, задгробен живот, воскресение, се тоа е надвор од нивната теологија. Или би можеле да кажеме во современа смисла на зборот, садукеите се либерални теолози во тоа време. И да, тие го одобруваат, тие се сојузуваат со фарисеите, иако не се сакат, тие се две спротивни духовни елити во општеството, не се сакат едни со други, меѓутоа, кога доаѓа, нели, кога станува збор за Христос, се соединуваат и работат на неговото убиство. Она што пречи на садукеите не е толку Христос како некој духовен авторитет, но политичкиот страф е кај нив присутен. Сметаат дека Христос може да доведе, да предизвика немири политички и така, нели, и тоа да доведе и некаква опасност да предизвика римската
власт, и така да ја загубат својата блиска позиција со римјаните. Во секој случај тие поучуваат дека нема воскресение од мртвите и тоа им пречи во ова учење. Уствари, ако има воскресение од мртвите, прво тоа би значило дека нивното учење не е точно, а од друга страна пак тоа значи дека Христос навистина воскреснал, тој навистина е Христос, тој навистина е Господ и тие се виновни за тоа. И затоа се организира оваа хајка, ова група за апсене, обезбедени се обезбедувачите во храмот и тие доаѓаат овдека. И сега друго нешто што е интересно, овој пасос Лука го завршува со фактот дека мнозина го слушаа Словото и поверуваа, и нивниот број околу 5000 души. Времето кога се случува доаѓањето на овие садукеи, на овие старешини, свештеници, сигурно тоа се свештениците кои служеле во храмот во тој момент, времето е кога се завршило веќе. Петар си ја кажа проповедта во 3 глава за исцелението на човекот, на куциот човек, поверуваа луѓето и тогаш доаѓаат овие да го прекинат сето тоа и да ги опсат апостолите. Самиот Христос предупреди, тоест даде охрабрување, дека Адот или портите на Адот ќе сакаат да навлезат во Божјото царство. Тоест Исус рече дека тој основа црквата и портите на Адот нема да успеат да надвладеат над неа. Со други зборови, Адот ќе сака да навлегува на територијата на Божјото царство, на црквата која што го гради. Меѓутоа, Христос нема да дозволи да постигне таа. Напротив, црквата ќе ги руши портите на Адот и ќе навлегува на територијата на Адот. И тоа го гледаме овдека многу јасно. Петар проповеда, првата, втората проповед, веќе има 5000 души. Сега тука таа бројка повторно не е многу јасна, дали само тогаш 5000 души поверувале или вкупно до тој момент. Повеќето коментатори сметаат дека тоа е вкупната бројка. 3000 од првата проповед и од тој момент од Петдесетница до оваа крајот на оваа проповед има 5000 души вкупно христијани. Зошто сметаат дека тоа е вкупна бројка? Зашто од кај би дошле тие 5000 души ако на Петдесетница имаме 3000 души кои поверувале, а Петдесетница е празник, сите се во храмот, од целата диаспора и поверувале 3000, а сега најобичен ден 5000. И затоа сметаат дека ова е вкупна бројка, но можеби веќе црквата се шири, популарна е во Јерусалим, па можно е да е тоа бројка само од таа проповед, па така да имаме повеќе од 8000 луѓе вкупно или христијани. Како и да е, но треба да има предвид дека во храмот имало и христијани тој ден и тие дошле на таа попладневна молитва. Како и да е, словото се проповеда, тоа е како меч кој дели. Тоа го дели човекот, срцето му го дели, темнината и светлината, кој тој дели и во општеството. И гледаме луѓе кои одговорија на проповедта, луѓе кои поверуваа, но гледаме и како веднаш проповедта на Словото ја предизвикува и опозицијата. Но ветувањето се останува. И понатаму она што следи ќе видиме, она што го ветил Христос дека портите на Адот нема да надвладаат на црквата. Она што го видовме, ветувањето што го дава, дека Духот ќе ги исполни, Духот ќе им дава зборови, дека Бог е со нас, Христос вети дека е со нив до крајот на светот. Сето тоа го гледаме многу јасно, исполнувањето на сите ветувања во овој случај и одговорите што ќе следат понатаму. Се тој диалог меѓу свештениците, Синедрионот понатаму и апостолите. Тоест, и она што се случува всушност овдека, Божјата промисла, Божјото време, кога веќе заврши проповедта, поверуваа луѓе, дојде овие и тие всушност дадоа можност следниот ден да има нова проповед
И тоа пред луѓе кои инаку не би дошле да го слушат Петар и Јован. Тоест, ќе ги викнат во храмот пред Синедрионот и ќе му дадат можност на Петар пред нив да им каже проповед. Како сите тие работи Бог ги мести. Божјата промисла, Божјото време. Петар си каже на проповед пред народот, кој сака да слушат, поверуваа, и други ден утрото, така се намести работите, тие дојдат да ги опсат, меѓутоа ќе морат следниот ден да го слушат Петар, да им говори проповед во текот на испрашувањето или сослушувањето пред судот. Така. Значи, вечере веќе, бидејќи овдека пишува, веќе се беше завечерило во 3 стих, затоа ги носат, ги апсат и една вечер ги стават во затвор. Интересно, во затвор го стават и ово што е излекуваниот, куциот човек. Ке видиме дека тие се тројцата на сослушувањето во Синедрионот. Интересно е зошто и него го апсиле, во човекот не е ни крив ни доволен, тој беше сакат, го излекуваа, меѓутоа и тој е виновен. И него во затвор го стават, може бидејќи го наруши јавниот ред и мир во храмот. Може би тоа е обвинението, не знаеме. Како и да е, бидејќи скокаше во храмот. Но утредента се собраа во Ерусалим нивните началници, старешините и книжниците, првосвештеникот, и тука Лука именува 4 луѓе кои биле познати во тоа време, и сите што му припаѓа народот првосвештенички, и ги поставија во средината и поставија прашање. Сега, ова тело што е собрано е всушност Синедрионот или 70 души во кои влегуваат првосвештеникот, тоа е 71. Синедрионот плюс 1, првосвештеникот кој всушност председателствува со Синедрионот, 70 души, свештеници, книжници или духовната и политичката елита во Ерусалим, кој решава за политичкиот и духовниот живот и ги врши судските дела. Тоест, тоа е врховниот суд во Јудеја. Едно импозантно политичко и духовно тело. Тука се собрани највлијателните, најважните луѓе во Јудеја и во Ерусалим. Значи, собрани се. Ана е, уствари, првосвештеникот пред доаѓањето на Пилат, кога Пилат станува римски управник во Ерусалим, во Јудеја, тој го трга од позицијата Ана и го става за првосвештеник неговиот зет Кајафа. Меѓутоа, сите знаеле во тоа време дека всушност Ана е оној што управува, а Кајафа само символично таму, и затоа Лука го става прв. Официјален е Кајафа како првосвештеник, меѓутоа реално неговиот дедо управува, и така по тој ред ги поставил Ана, Кајафа и нивните први соработници, помошници Јован и Александар. Синедрионот се собира во полукруг. Сте видели сигурно во илустрирани Библии кога Исус го судат. Има таква една слика, сцена во кој седат така во 1-2 реда во полукруг луѓе, и тоа е таму во средината. Тоа е начинот на кој се собирал Синедрионот. И тука сега ги постават овие двајца, тоа е тројца луѓе. Оваа сцена е многу свежа во главата на Петар и Јован. Зошто е многу свежа? Зашто само пред 2 месеци, можеби, тамо на истото место, поради иста причина, беше суден Христос. И тие гледаа тамо. Гледаат и знае како заврши тој судски процес. Заврши со смртна пресуда. Така, моментот, тие се наоѓаат пред највисокиот суд, пред највлијателните луѓе во Ерусалим. Обвинете се за истата, тие се таму поради истата причина поради која и Христос беше таму. И не само тоа, туку ситуацијата во тој момент е уште по-лоша за Синедрионот. Значи, тие пред 2 месеца таму го судеа Христос, кој само поучуваше, ништо повеќе. А сега имаме двајца кои се водачи во Ерусалим на движење кое зима замав. Никогаш во Ерусалим немало 5 или 8 илјади христијани. Тоа е веќе едно дело кое се шири. Опасноста сега уште поголема. Ако фарисеите си мислеа дека
завршило се, ако си мисли дека Христос е проблем, и сега ќе го убиеме и ќе го решиме проблемот, имат многу поголем проблем сега. Завршија со Христос, меѓутоа, делото не само што не замрело, туку експлодира. И можете да си предпоставите сега колков е, ако кон Христос има некаква ваква, ако има намера да го уништат, сега колку таа намера е поголема. Имајќи во предвид дека делото е уште пострашно. Не само што не го решили проблемот стана уште поголем. Петар и Јован сигурно и тие го знаат тоа, знаат пред кого стоят, знаат како заврши првиот пат тој судски процес, изгледа лошо, и оно што ќе се каже понатаму, навистина ќе биде Божјо дело. Навистина ќе треба многу храброст да се кажат тие зборови. Може би фарисеите си мислеа и синедрионот, луѓето во судот, си мислеа дека ќе заврши секако што заврши првиот пат. Кога таму го праша Петар, ти си со Христос, тој рече, него не познавам. Така рече првиот пат, на првиот суд. Сега се самите они поставени на суд. Ситуацијата е многу, многу поинаква и многу пострашна. И тие поставя едно прашање, нешто слично на онаа што им го поставија кога го судеа Христос. И вие ли сте со Христос? И вие сте галилејци, сигурно сте со од неговата група. И овде дека поставя прашање, со каква моќ и во чие име го направивте ова? Многу јасно поставено прашањето. И тие треба да кажат во името на Христос, така, тој беше осуден на смрт, бидејќи подготвуваше бунт, се крена против империјата, тоа беше официјалното, нели, обвинување против Христос дека сака да стане јудејски цар. Сега овие продолжуваат бунтовите, затоа и они треба да бидат осудени на смрт. Тоа е начинот на кој они ја раскажуваат приказната. Тоа е нивниот наратив. Така, не е лесна ситуацијата, но повторно, тие, ќе кажеме, ветувањата што ќе даде Бог за верност, дека Христос ќе биде со нив преку сите денови до крајот на светот, дека Светиот Дух ќе им дава зборови во нивната уста, се покажува овдека. Како, на тоа прашање како одговора Петар? На начин во кој со зборови, со авторитет, во кој многу лесно фарисеите, сите оние кои беа вклучени во екзекуцијата на Христос, ќе направат врска со самиот Христос. Значи, Петар, исполнет со дух, им рече. Началници, народни, старешни, израелски и продолжува понатаму. Исполнет со дух. Христос им рече, чекајте, додека не дојде ветувањето духот. Чекаа, дојде духот. И од тука натаму сега тие се водени од духот. И гледаме како постојано во книгата Делата на апостолите, постојано како главна личност се јавува духот. Тој е тој кој ги исполнува да говорат, тој е тој кој ги снабдува со дарби, тој е тој кој им дава способности, тој е тој кој ги насочува кој каде да служи, кај да оди на мисија, духот ги води. Христос на небото го продолжува своето дело преку силата на духот. И што прави човек кој е исполнет со духот? Не прави шоу, не прави театрални некои манифестации. Не, тој говори за Христос. Секаде во Делата на апостолите, врската меѓу Светиот Дух се прави со проповедта за Христос. Веднаш Духот го прави она што кажа Христос на учениците последните денови, дека ќе го прати утешителот кој што ќе прави? Ќе го прослави Него. И тоа се случува всушност кога ќе се спомне дека некој е исполнет со Духот. Тој сведочи и го прославува Христос. И што им вели на началниците? Да, се обраќа Петар со почит кон тоа тело и вели: началници народни и старешини израелски, вие сте навистина такви, вие сте судот кој е од Бог даден, вие сте власта која од Бог е дадена тука на земјата. И сега понатаму продолжува реторички со зборови кои ги буквално ги фаќа во стапица овој сот. Ако денес не испитувате за доброто дело што му го направивме на болниот човек, за да кажеме како тој
е излекуван, тогаш нека биде познато како е тој излекуван. Тие почнуваат всушност со прашање, реторички. Ако денес не испитувате за доброто дело што го направивме, тоа со други зборови, ние цела вечер сме во затвор. Затворени сме. И се прашуваме зошто сме во затвор цела вечер, што ли направивме? И сега кога ни поставивте прашање, ни стана јасно. Вие всушност не ставите во затвор за тоа што направивме едно добро дело. Добро, што има лошо во тоа да биде излекуван човек кој цел живот е куц и зависи од другите, проси пари. Јас не знам, да, вие сте власт, да, вие сте поставени од Бог, меѓутоа што лошо видовте во тоа? Ние едноставно излекувавме еден човек. И продолжува понатаму Петар, кога всушност тој ја подготвува одбраната не толку за себе, и ова повеќе за Христос. И зборовите кои следат се во таа насока. И велат, тоа добро дело за кое ние сме во затвор, не го направивме ние. Нека биде познато на сите вас, сиот народ израелски, дека овој стои здрав, дека ова е излекуван во името на Исус од Назарет. Тој го излекува човекот. Оној кого вие го распнавте и го убивте. А зошто го распнавте? Зашто тој правеше само добри дела. Тој лекуваше, хранеше, помагаше на луѓе и вие го убивте. Ама вие не успеавте да го убиете. Тој што вие го убивте, бидејќи правеше добри работи, тој истиот продолжува да прави добри работи. И вие не можете да го спречите да прави добри работи. Не само што воскресна, не само што уште е жив, но тој уште работи. Уште неговото дело продолжува. А вие го распнавте и не можете да го спречите. Тој да продолжи да спасува, тој да продолжи да ги прави добрите дела. Бог него го воскресна. И за да јавно ја поставува нивната вина. Јавно, сега, видите, и тоа е парадоксот. Петар и Јован се исправени пред суд, пред невисокиот човечки суд и духовен суд во Ерусалим. И наеднаш се менува приказната. Тие, Петар и Јован од осудени, т.е. од виновни, тие стануваат сега судиите и велат, внимавајте, ако вие не поверувате, тогаш ќе отидете во пеколот. Вие сте во пеколот. И ако не поверувате, ако не се покаете, вие ќе одите во пеколот. Зошто нема? Тоа е оној камен што од вас зидарите беше отворен, кој стана камен темелник. Цитира Петар од Стариот Завет, познат текст за евреите, текст кој Петар ќе го стави и во своето послание. Се предпоставува дека тоа е една фраза од древноста, која говори за наивноста и заблудата на луѓето. Има нешто очигледно, не може да го препознаат и го отфрлат. Веројатно некаде, кога граделе нешто, некои зидари, не го препознале камен темелникот, го фрле, изградиле градба без темелен камен. И тоа станува како идиом за слепотија. Очигледни работи, што се очигледни, ти да ги отфрлаш важните работи. И тоа вели всушност Петар. Вие, кои сте поставени од Бог за зидари, духовни зидари на Божиот народ, не го препознавте главниот камен врз кого вие треба да градите, камен темелникот. Го отфрливте и вашата градба сега не е градба. Вие не можете да градите без основен камен. Многу јасно е поставува нивната вина, нивната грешка каде е отфрлањето на Христос и продолжува вели, во никој друг нема спасение, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето при кој би можеле да се спасиме. Јасно им кажува, или Христос, или пеколот. Изборот е ваш. И пак овдека треба да го имаме предвид ситуацијата во која се наоѓаат. Тоа го кажува Петар на елитата, духовната елита. Вие сте слепи. Вие не сте зидари.
Вие се правите дека сте зидари, меѓутоа не сте ништо. Вие сте изгубени луѓе што одите во пеколот. И да кажеш, а тие се прости луѓе, Петар и Јован, понатаму пише видат сите дека се прости луѓе. Прости луѓе. Да, во споредба со тие таму. Меѓутоа, можеа да видат, имаа очи, да видат нешто што тие учени луѓе не можеа да видат. За тој камен има една таква убава илустрација од ренесансна Италија и времето на Микеланџело. Таму кај што продавале блокови мермер за правење на скулптури, тогаш расцветало скулпторството, имало еден камен таму, еден блок од мермер, кој никој не го сакал, никој не го купувал од скулпторите. И цената му паѓала, и на крајот дошол Микеланџело и го видел таму и рекол, плаќам, носите го во мојата работилница. И од тој блок тој го направил Давид, онаа познатата скулптура која ремек дело до ден денешен. Од тој блок кој никој не гледал никаква вредност, тој можел да види потенцијал да направи нешто прекрасно. Тоа е идејата всушност и на тука со каменот, голниот камен. И понатаму ќе се вратиме на тоа, знаете, во древноста аголниот камен, тоест геометриската форма на аголниот камен ја одредува формата на целата градба. Ако се прави пирамида, аголниот камен треба да биде во форма пирамида. Ако се прави друг вид на градба, аголниот камен треба, според тој камен се гради, според неговата форма, целата градба. Аголниот камен е Христос и според Христос се гради целата градба. И така, навистина смела изјава оваа на Петар и на Јован на Петар. Им кажувам тие луѓе, вие сте изгубени. Вие книжниците кои велите дека знаете најмногу, зашто книжниците биле најдобрите познавачи на Словото. Ништо не знаете. На свештениците кои секојдневно пренесувале жртви, доаѓаја луѓе преку нив да се пренесуваат жртви, се моли им, вели на свештениците, џабе вие по цел ден овдека им пренесувате жртви. На сите, џабе вие сте изгубени. И денес има елити, секакви елити. Знаете, денес најголемиот говор на омрза што може да се каже е јавно да се излезе и да се рече на луѓето, вие сте загубени ако не верувате во Христос. Во време на плурализам, на толеранција, на права, слободи, денес да се каже јавно, знаете ли, ако не верувате во Христос, одите во пекол. Или Христос, или пекол. Тоа всушност го направија Петар и Јован пред Синедрионот. На такви луѓе кажаа, кои веруваат дека, кои беа убедени дека се на правилниот пат и нема друг пат освен нивниот. Голема смелост, навистина. На тоа сме ние повикани. Ние сме повикани да излеваме пред тие луѓе и да кажуваме или Христос, или пекол. Затоа треба вера во Божјата верност. Бог ветил дека е со нас постојано, ни дава мудрост и сила. Ние ќе запаѓаме во ситуации кои се над нашите сили и способности, но никоја ситуација не е над Христовата сила и способност. И на тоа, на таквиот одговор на Петар и Јован, како реагираат луѓето во Синедрионот? Прво, ја видоа смелоста на Петар и Јован, кажа голема смелост, потоа видоа дека се неуки и прости. По говорот разбраа дека се од Галилеја, луѓе кои немале теолошко образование, припрости луѓе. И само се восхитуваа. И овдека Лука открива што било навистина во нивните срца. На тој одговор пише се восхитува и зборот што овдека е употребен означува почит, длабока почит. Тие во срцата искусија длабока почит кон тие луѓе. Ако сакаме тој збор тамац да го преведеме така е народски денес современо, тие рекоа секоја чест. Тоа е зборот тама. Ви симнуваме капа. Зошто? Зошто во тие прости луѓе
видоа мудрост. Начинот на кој одговорија. Аргументот кој го дадоа, нели? Со самата реторика, тие се восхитија на сето тоа. Виде авторитет во нивните зборови. И продолжува, сватија дека и тие беа со Исус. Не дека не знае дека биле со Исус. Ова значи нешто друго. Сватија дека таа врска со Исус е длабока меѓу нив. Тоест, во нив го видоа Исус. Тоа е идејата. Го препознаа Исус во нив. Зошто и Христос, кој беше од Назарет, од Галилеја, никој не беше чул дека посетувал училиште на некој познат равин или некој друга школа и тој за него сите знаат дека е дрводелец. Тоа беше Исус. Исус не беше равин. Го викаа рави учителя, но тој не беше официјално равин. И сепак тој дрводелец, кој ќе отвореше уста, пишува дека сите се восхитуваа, бидејќи тој говореше со авторитет, а не како фарисеите и книжниците. Фарисеите и книжниците беа учени, но него говореа авторитетот, таа мудрост која Христос се говореше. И сега, овие во Синедрионот го препознаваат тоа во учениците. Кај нив го препознаваат истото, ја прават врската со Христос, се восхитуваат. И тоа е, нели, она за аголниот камен, што кажуваме. Христос е аголниот камен. И сите што се надградуваат на Христос, се надградуваат всушност според неговата форма. Тоест го зимаат неговиот облик. Или како што вели Александар Макларен, еден шкотски баптистски проповедник од почеткот од 20 век, вели општението со Христос е исто како облека ставена во шкаф со парфем која придобива мирисот на парфемот. И кога ќе ја земеш облеката, таа цело време те подсетува на тој парфем. Зошто? Бидејќи е во близината со парфемот. Така вели христијанинот, кој е со Христос воопштене, тој го придобива вкусот на Христос, мирисот на Христос, неговите зборови, неговата сила. Луѓето го препознаваат Христос во нив. Така, овие во Синедрионот го препознаа Христос во нив. Не направија веднаш врската, разбраа дека биле со него. Има еден човек, за тоа влијание кој може вистинскиот христијанин да го направи на учените, има еден холандски теолог, кој бил не само теолог, туку бил и значена политичка личност, Абрахам Кујпер. Тој станал дури и премиер на Холандија. Ја водел владата на Холандија за известен период. Живее на крајот на 19 почеткот од 20 век, кога рационализмот, модернизмот, либерализмот владее во црквата во Западна Европа. И тој самиот завршил либерална некоја теолошка школа, некој факултет теолошки, и го назначиле во некоја рурална средина да биде таму пастор во црква. Меѓутоа кога влегол во црква, па таа црква била, луѓето биле селани, не многу учени, меѓутоа биле ревностни во словото, да си го изучуваат, здрави во доктрината, и кога влегол таму, тој почна се восхитува на тие луѓе. И на смелоста, посебно имало таму некоја жена, селанка, која не се стегала да спори доктрини со него, да дискутира. И знаете што се случува со тој човек? Тој човек го напушта либерализмот, влијанието на тие луѓе таму и станува еден од неортодоксалните теолози на 20 век, кој го брани, нели, ортодоксалното, конзервативното христијанско учење, потоа го реформира холандската реформирана црква и создава универзитет во Амстердам и станува премиер на Холандија. И тој самиот вели: мојата промена се случи бидејќи јас ја видов аромата на Христос во тие луѓе. И тоа е проблемот. Луѓето можат да бидат како Јаков неслучено вели, ќе го отворат словото, ама се како човек кој се погледна во огледало и се тргнува и излегува се од неговиот вид, исчезнува. Бидејќи врската со Христос во молитва, во словото, е таа што не прави да се формираме според него како аголен камен.
и да го придобиваме неговиот вкус, неговата арома. Молитва, слово, општина со Христос. И луѓето, како овие тука во Синедрионот, ќе кажат да, навистина, тие биле со Христос. Препознаваат дека биле со Христос. И завршува тоа, следува пресуда. Самите во Синедрионот се во една непријатна ситуација, зашто чудото се случило, што туку се случило чудото? Самите членови на Синедрионот, самите свештеници, самите книжници го гледале тој човек таму со години пред вратата. Тој не бил таму ден-два. Тие свештеници секој ден оделе во храмот да служат. Тие книжници секој ден оделе таму. Првосвештеникот таму бил постојано. Цело време го гледал тој човек. Како седи со нозе, како стапчиња исушени и најнаш тој човек сега стои пред нив здрав. И што да прават? Знаат дека народот тргнува по овие луѓе, им треба време да се реорганизират сега кон новата опасност, кон нов бран сега што го зафаќа Ерусалим. Интересно е, видеа чудо. Им беше јасно кажано. Ги видеа мудроста, го препознаа Христос во тие луѓе. И пак тоа чудо, што предизвика на крајот тоа чудо? Тие да станат уште порадикални во намерата да ги гонат и да го сопрат тоа дело. Чудота не спасуваат. Чудота не спасуваат. Тоа е факт. Да, чудото може да го сврти вниманието. И тоа на начин што, велиме, словото е како меч, кој раздвојува. Едни арома за спасение, други арома за суд. И тоа се случува овдека. Видоа, слушнаа и решението почнаа да се консултираат, не знаат што да прават. Сето тоа што се случува таму во градот го знаат сите. Само ќе ги заплашиме, тоа е една условна пресуда, ќе пресудиме. А ако пак правите така, тогаш ќе го судиме. Условно се судени, со условна казна и се пуштени доде. Меѓутоа, на таа нивна забрана, сега пак Петар и Јован одговараат. Ти може само и да си одат, нели? Одете сјај. Остана уште малку Петар да им каже уште некои други зборови. Им рече, тие дадоа жалба или приговор кон пресудата. И рекоа, ај сега, вие сте судии. Пресудете. Ние не сме судиите, вие сте судиите. И сега како судии поставени од Бог, како власт поставена од Бог овдека, што е правилно во вашите очи? Вас да ве слушаме или Бог да го слушаме? Вашата правда или правдата на Бог? Вашата пресуда или пресудата на Бог? Е многу фундаментален принцип кој треба да го води христијанот и овдека, во овој свет. Има авторитет кој Бог поставил во човечките власти, а има авторитет духовен. Има Божја власт, има човечка власт која од Бог поставена. Има Божја правда, има човечка правда. И овдека Петар јасно Јован одговорија, не. И дури не дочекаа да видат што. Не знам дали имало воопшто некој одговор од страна на тоа прашање. Тој само продолжа по своето. Нема да зборите, марш од овдека. Тоа е начинот на кој одговорија. Бидејќи не најдоа ништо со што би можеле да ги казнат, ги заплашија, ги пуштија поради народ, така натаму. И завршил с тоа дека повеќе од 40 години бил стар човекот кој го излекуваа. Така завршува тоа судење со можност, нели, Петар и Јован и пред овие луѓе, пред главниот суд, да проповедат и да кажат за спасението во Христос. Ги пуштија, меѓутоа, таа бура што кажав на почетокот, уште стана по-темна, по-мрачна, по-очигледна, продолжува понатаму. И тоа се случува, како што кажа, секојаш кога се проповеда Божјото Слово. Шири Христовото Слово, Христос арома. Едни за спасоносна, за други смртоносна арома. И тоа е нашата мисија. Христос последните мигови, последните реченици што ги кажа пред да се вознесе беше: ќе бидете мои сведоци од Ерусалим до крајот на светот. Ние сме сведоци за Христос. Нашата работа е да говориме за Христос.
да ја шириме неговата арома. А Словото ќе си го прави своето. Во таа служба може да западнеме во околности, знаејќи го времето во кое живееме, околности кои се непријатни, кои се надвор од нашите сили и можности. Но никогаш тие околности нема да бидат над Христовите сили и можности. Тој секогаш е со нас до крајот на светот. Нашата мисија да бидеме негови сведоци, верни на неговата вистина и да објавуваме на изгубениот свет со верата дека Бог ќе го благослови неговиот збор. И тој го прави тоа од самиот почеток. Го направи на Петдесетница, го направи во овој случај со куциот човек, го прави до ден денешен. А вратите на адот нема да надвладеат. Црквата ќе ги руши тие врати и ќе завладува територии од адот. И Господ Христос нека ни дава сила и неговата верност која е со нас да не охрабрува.